Здраво на сите, јас сум читачот и во ова видео од соработката со ЕУ за култура ќе дадам неколку препораки за летно читање, за книги што мислам дека убаво би дошле да се читаат на годишен одмор или општо летно време, кога сите сакаме малку да сме поопуштени, да читаме во наводници полесна литература. Одамна не сум снимил видео рецензија или препорака за книга, меѓутоа минатите неколку видеа беа одлични и можете да ги најдете на каналот на EU House Скопје. Првото видео беше разговор со Наташа Атанасова, автор на Блен МХ, тоа е еден блог што се занимава со културата општо, меѓутоа и со литературата особено. Со неја разговаравме за читањето, читачките навики, за разни писатели, автори, може да најдете там, да сретнете таму наслови што може ќе ви инспирираат да ги прочитате. Потоа следуваше интервјуто со четворица одлични искусни преведувачи, кои меѓу другото зборуваат и за нивните најтешки преводи и омилени преводи. Потоа следуваше видеото со четворица македонски млади автори, кои што меѓу другото зборуваат за нивните омилени книги и омилени автори. И на крај последното видео беше разговорот со Марија Гиревска, преведувачка на Улис, со Джеймс Джойс. Одлично видео што не смете да го пропуштите. Зборуваме за 100 годишнината од Джойс, за како се прославува ни светот, и сите овие видеа можете да ги најдете на каналот на Europe House Скопје на YouTube и можете да ги гледате. Знам дека има луѓе кои што иако не се редовни читатели, не читаат редовно ни стекот на годината, знаат да си земат, да си купат книга или неколку книги за на годишен одмор и да се опуштат со книга. Обично летно време, кога одиме на одмор или општо летно време, сакаме книгите да се, како што кажав, полесни, да се, да речеме, забавни, можеби хумористични и нема да не обременуваат со тешки теми. Како и да е, јас направив еден краток избор на книги што некои од овие книги навистина сум ги читал кога сум бил на одмор, некои книги ги читав неодамна и мислам дека убаво би се вклопиле во лет како летно читање и нема да должам многу, да почнеме со овие 5 предлози. Првата препорака е Чиста анархија од Вуди Ален. Знам дека на повеќето од вас Вуди Ален им е познат како филмски режисер и како човек што се појавува, нели, како актер во многу од неговите филмови. Меѓутоа Вуди Ален и други нешта, меѓу другото и кларинетист, има свирено џез. Меѓутоа има и издадено и неколку збирки раскази, есеи, и ова е една од поновите збирки. Има уште една исто во издание на Или што ја имам читано, нежно, навистина нежно. Чиста анархија ја имам прочитано 2-3 пати сигурно, еднаш навистина ја носев со мене на одмор и ја читав. Ова се 17 раскази, пократки раскази по неколку страни, со типичниот Вуди Аленовски хумор, сарказам, абсурд, комечни ситуации од секојдневието. Дури и Мики Маус се појавува во една расказ како протагонист. Значи, ако сакате нешто што е онака полесно, смешно, не знам дали на сите им се допаѓа хуморот на Вуди Ален, мене ми се допаѓа препорака за Чиста анархија од Вуди Ален. Втора препорака е Контури од Рейчел Каск. Рейчел Каск е британска писателка која што пишува меѓу другото и мемуарска проза. Меѓутоа, ова е Контури е првиот дел на нејзина трилогија која што е многу популарна. Се работи за една професорка, за една жена која што оди во Атина, меѓу другото тоа ми го привлече вниманието, Атина, море, сонце. Оди да одржи неколку предавања на една школа за креативно пишување, летна школа за креативно пишување, и таму се среќава со разни луѓе, има разни искуства, меѓутоа действието не е толку во преден план колку што се приказните тие стории на тие луѓе со кои што се среќава, кои што толку живописно, толку мајсторски ги раскажува, ненаметливо, да буквално ве вовлекува во приказната и ќе помислите дека тоа се буквално реални ликови кои што постојат. А тоа го прави ненаметливо и скромно, и она што е уникатно за овој роман, што навистина ми се допадна, е што на некој начин е one of a kind, е уникатен, е што раскажувачот, нараторот е во втор план, е во позадина, и во преден план се приказните на луѓето со кои што таа жена се среќава, приказни кои што се различни, меѓутоа ни сите се повторува она тема на меѓусебните односи, меѓу мажот и жената, родителите и децата, разводот, животот после разводот и тие некои општи теми, меѓутоа таа ги прави на еден многу интересен и мајсторски начин. Мислам дека Контури е роман што вреди да се прочита. Трета препорака е Морт од Тери Прачет.
Не знам колку книгата ја немам со мене затоа што имам позајмено или имам дадено и сега не знам каде ми е. Како и да е, не знам колку ви е познат Тери Пратчет, тој е многу познат, веќе починат британски писател, кој што пишува, да речеме, хумористични фантазии од типот на со хумор, од типот на Монти Пајтон, книги кои што се многу интересни. Тери Пратчет има создадено цел свој свет, наречен Диск свет, и во тој серијал има 41 книга и Морт му една од првите книги, четврта поред, во кој што се појавува смртта како лик, првпат се појавува таму смртта и една од најпопуларните книги. Има 4 книги, првите 4 се издадени на македонски од Дар Сламина. Јас многу го сакам тој британски, англиски, таа досетливост, тој црн хумор и оваа книга изобилува со тоа, значи се работи за тоа. Сосема накратко, Морт е едно момче, татко му го носи да му најде работа и ќе мисли дека му нашол работа да работи како чирак еден погребник, меѓутоа тоа е смртта лично. Смртта го носи во неговото царство и треба да одат да извршуваат задачи кога некој нели ќе умре, па да му ја земат душата, па тука се прават секакви заврзлами, грешки, ќе се вмеша, ќе го нарушат поредокот на нештата, светот на мртвите, светот на живите. Тоа е полно со хумор и јас исто така и оваа книга ја читав, ја носев со мене на одмор пред неколку години. Уживам ја за црниот хумор, не знам дали на секој му се допаѓа, меѓутоа Морт мене дефинитивно ми се допадна. Четвртиот предлог е нешто локално. Заследиме од Јордан Коцевски. Ова му е втор роман на Јордан Коцевски, првиот е Тегли, не сум го читал тој роман. Јордан пишува трилери. Морам да кажам дека не сум љубител на трилери и ретко читам, меѓутоа овој роман ме заинтересира, бев на промоцијата, романот излезе неодамна, ме заинтересира и затоа што се занимава со една многу современа, многу актуелна тема, тоа е Инстаграм, социјалните медиуми, инфлуенсерството и има многу убава приказна изградена околу една инфлуенсерка на Инстаграм која што промовира здрава храна и здрав живот, да се биде фит и така натаму, и во приказата се појавува еден демнач кој што ќе го загорче животот, меѓутоа многу убаво Јордан го доловува светот кој што всушност ние живееме во тој свет, светот на инфлуенсерството, на како влијаат и како може позитивно и негативно да влијаат социјалните медиуми. Има интересна разврска на крајот. Јордан навистина знае да пише, ова е многу фино, многу стегнато напишан роман, кој што од друга страна пак не е тежок, лесно се чита и веројатно можеби некој да го прочитува и на едно седнување, иако има повеќе од 250 страници, меѓутоа мислам дека има доста луѓе на кои што ќе им се допадне. Така што заследиме Јордан Коцевски. И последната препорака не е роман, не се кратки раскази, туку се овие две книги кои што излегува неодамна, а тоа е Остани спокоен со Сенека и Остани позитивен со Марко Аурелиј. Ова се книги, филозофијата е моја област, јас се сакам филозофијата и затоа кога видов дека излегле книги кои што веројатно може да се стават во полето во жанрот на самопомош, книги за самопомош, меѓутоа многу паметно се направени. Јас сакам филозофија и морав да ги купам и да видам за што станува збор. И многу интересно се конципирани овие книги. Марко Аурелиј и Сенека, да не заборавам, тоа се стоици, тоа е една филозофска школа од антиката и Марко Аурелиј бил и император и интересно се концепирани со тоа што, да речеме, има прашање, има извадок од некој од нивните дела што се однесува на тоа прашање и после има едно психолошко промислување или мала, можеби филозофска медитација и, например, запознај се себе си, прашање на трагачот, како можам помалку да се грижам? И потоа има одговор, извадок од Марко Аурелиј во случајов и подоцна има мал коментар на тоа. Мене ми се допаѓаат овие книги затоа што да, летото е да се опуштиме, летото е да читаме и можеби хумористични книги, нешто полесно, меѓутоа и летото не значи дека не треба да работиме на себе, на нашиот карактер и на нашиот светоглед. И така што овие безвременски мудрости на овие стоици може да ни помогнат на многу фин, на многу лесен начин, може по едно четиво вакво кратко, по 2, по 3 да си читате на ден и ќе ве поттикнат на размислување, ќе ве поттикнат да работите на себе си.
Тоа беше последниот предлог, морав да бидам селективен, затоа одбрав само неколку книги. Може би некои од овие книги сте ги прочитале, може би некои ова видео ќе ви инспирира да прочитате од некои од овие книги, се надевам дека ќе ви се допаднат. Сакам убаво лето, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Поздрав!